Со првиот материјал вечерва одиме во штипското село Чердаклија, а таму сточарите се во паника. Стадата овци и кози им ги демнат глутница гладни волци, кои слободно се движат околу селото. Зимава голем проблем со штетниот дивеч има и мештаните од кочанските села Припор и Пресека, каде што мете на волците беа телиња и крави. Волци го сардисаа штипското село Чердаклија. Глутница влегла во трло и масакрирала стадо овци. Сопственикот во шок за крвавата гозба не сакаше да говори пред камера. На мета на гладните волци биле и стадо кози. За среќу успеале да удават само една коза. Пред неколку години ја чувам кози тука печејс. Домо шталски. Улезеа натре, ако не ги видеше, всеки изеде една коза, одма удавија пред братата дома. До толку не се плашат никако и никој човек не однешки, само пушка. А пушка ние немаме сите пушка. Дека волци има потврдуваат и останатите жители на Чердаклија. Волци има тука у Чердаклија многу. И јануари, и февруари, и стално ги има. Кај трлото некне две овци изедеа со сеја гнини, у трлото улезеа. Мислам над селото. Пред зимската сезона на напади од волци се жалеа и маштаните на кочанските села Припор и Пресека. Во овие села мета на гладните волци беше крупниот добиток. Па сигурно имаше едно 4-5 имало сигурно, кому се спуштија надоле. Али ја ето со сокирава трчак, ама нема што да направам, они се спуштија таму кај долу и почна да викаат да сонаде телето, али тоа време ја не смеах да спаднам. Нема што да направам. За жалосно и кога отидов таму, се ко видов само главата му стоеше, дури и плачех и жената виках. Од ловното друштво смируваат дека во текот на овој месец ќе се организираат хајки на волци со цел да се намали бројот на овој штетен дивеч. Пробиштип ќе постави трета мерна станица за мерење на квалитетот на воздухот. Едно лице е потешко повредено во верижната сообраќајна несреќа меѓу три возила што се случи денеска на 8-миот километар на патот Штип-Радовиш. 60-годишен струмичанец во возилото Рено се здобил со тешки телесни повреди. Поради сериозноста на повредите од Штипската клиничка болница, итно е транспортиран на клиника во Скопје. Во несреќата која денеска се случи на 9-тиот километар на патот Штип-Радовиш околу 11 часот, учествувале и Мерцедес со скопски регистарски таблички и возило Тојота кој е излетало од коловозот. Со патничката во возилото Рено, сопруга на повредениот возач и возачите на двете возила минале без повреди. Увидна екипа од СВР Штип и јавен обвинител извршиле увид на местото на несреќата. Неофицијално возилото Рено во кое се наоѓале сопружниците од Струмица се само запалило во движење поради дефект. Трендот на сообраќајни несреќи на оваа критична делница продолжува и годинава. Со години на овој пат се нижат сообраќајни несреќи со последици и жртви. Со изградба на новиот експресен пат Штип-Радовиш се очекува да се зголеми безбедноста во сообраќајот на патиштата во источниот регион. СВР Штип плани на овој магистрален пат евидентира 27 сообраќајни несреќи, од кои 2 со смртни последици. 52-годишна кочанка се здобила со тешка телесна повреда скршеница на пршлен, откако возач на паркинг удрил во неа. Несреќата се случила синоќа по полноќ во кругот на откупен центар за тутун во Виница. Повредената кочанка е хоспитализирана во болницата во Кочани. Возачот на возилото Рено Меган е 60 годишен од виничкото село Јакимово. Пробиштип годинава ќе ја добие третата мерна станица за мерење на квалитетот на воздухот. Инаку минатата година беа поставени две вакви станици, од која едната поради дефект беше на сервис. Деновиве е вратена и е повторно инсталирана, а податоците говорат дека пробиштипјани дишат чист воздух. Општина Пробиштип годинава ќе ја постави третата мерна станица за мерење на квалитетот на воздухот. Градоначалникот Тони Тоневски вели дека новата мерна станица ќе се постави во близина на индустријските зони.
Ние сме една од ретките општини која што има сопствени мерни станици за квалитет на воздух и оваа година во нашите програми имаме предвидено да набавиме уште една нова станица за мерење на квалитетот на воздухот, која што ќе биде пософистицирана, односно покрај PM честичките ќе ги мери и останатите параметри кои што штетно влијаат на здравието на луѓето. Новата мерна станица е инвестиција на општина Пробиштип, а ќе чини 600.000 денари. Во Пробиштип минатата година се инсталирани 2 мерни станици, но кај едната од нив беше регистриран дефект и беше испратена на сервисирање во Соединетите Американски држави. Веќе се отклонети проблемите кои што ги имавме со преносот на податоци на мерните станици за контрола на воздухот во општина Пробиштип и ги добиваме континуирано резултатите. Значи резултатите покажуваат дека во Пробиштип ниту еднаш во текот на оваа недела нема максимално дозволени концентрации над дозволените, така да слободно можам да кажам дека општина Пробиштип има чист и квалитетен воздух за дишење. Општина Пробиштип минатата година на барање на граѓаните инвестираше во инсталирање на 2 мерни станици. Средствата од околу 1 милион денари се обезбедени од буџетот на општината. По се изгледа единствено само поради чистиот воздух е добро да се живее на село, за се останато селаните мака мачат. 3 години жителите на Чешиново Облешево се без лекар. За обична рецепта или преглед кај матичниот лекар мораат да патуваат до Кочани. Со исти проблеми се соочуваат и жителите на Карбинци, каде што долги години селските амбуланти се оставени на забот на времето. Иселувањето на младите лекари во некоја од европските земји без здравствена заштита го остави населението во руралните средини. На своја кожа, овој проблем го искусија мештаните на општините Чешиново, Облешево, Карбинци и Зрновци. За обичен преглед, болните се принудени да патуваат и по неколку правци. Жителите на Чешиново, Облешево, кои повеќе од 3 години немаат матичен лекар, реагираат дека здравствените работници не сакаат да работат во селата, бидејќи својата екзистенција ја гледаат во големите градови или пак Германија и Словенија. Ке се враќа лекар од Кочани у Скопје отишол, ке се враќа од Скопје у Кочани, не. Исто е ова. Не ќе го никој селото. Облешево на центару, најубава аптека, градинка, нема што нема. Општина, лекар да немаме за една рецепта или за матични сесми по Кочани. Ја. Трошкове големи, што да правам? Морам да дам 40, немам 40, 80. Ја немам никаков приход ни од ништо не зимам. Не само Облешево, Спанчево ќе дојде, Чивлик, Теранци, тука сме баги села, Бање, што сакаш, над 1000 пациента ќе има. Со ист ваков проблем се соочуваат и жителите на Карбинци, посебно оние кои живеат во подплачковичките села. Тие се приморани за една рецепта од својот матичен лекар да патуваат и повеќе од 30 на километри во двата правци. Покрај доктор, потребни се и други инфраструктурни проекти, доколку сакаме младите да ги задржиме во руралните средини. Се треба да има и детски градинки, и школи, и се во селата. Канализација, услови, патишта, се да биде убаво. Во кој век живееме? Странно како ги немаме ние тоа. Последниот оглас за концесионирање на селските амбуланти, ресорното министерство го распиша минатата година. И покрај сетот мерки кои тогаш беа понудени, на огласот не се јави ниту еден лекар. Продолжуваме со рурален туризам. Селски куќи претворени во апартмани за туристи. Ке ги заживеели оваа субвенционирана мерка селата од источниот регион. Нов обид за заживување на селскиот туризам. Државата со субвенции ќе ги помогне жителите во селата да го развиваат селскиот туризам. Старите руинирани селски куќи да ги преадаптираат во етноградба со апартмани, со кои ќе привлекуваат туристи. Дел од земјоделците на истокот ги прават првите чекори во тој правец, колку нив ќе успеат да ги реализираат плановите. Ангелчо Димитриев од Пробиштипското село Зарапинци вели дека ова се добри мерки, не само за постарите кои ги напуштиле селата, туку и за младите кои на старите огништа може да и дадат нов живот, а и да се обезбедат екзистенција. Имам инвестирано во воштарство, сега имаме и стадо донесено, има најава за уште повеќе фамилии да се враќаат. Овие грантови ќе се најде еден добар вид на екзистенција, така и за младите кои сакат да се вратат назад.
Аплицирањето за оваа мерка ќе почне наскоро. Условот кој треба да се исполни е старите куќи да ја задржат автентичната градба, а во нив да се служат традиционални јадења, направени по старинските рецепти на домакинките од тој крај. Повеќето села во Штипско и Карбинско имаат потенцијал за развој на алтернативниот туризам, но и покрај поддршката од државата Штипскиот регион заостанува со вакви проекти. Експертите од оваа област сметаат дека селскиот туризам е важен сегмент за руралниот развој и дека е потребен посериозен пристап во искористувањето на природните потенцијали, кои ќе го промовираат регионот, а ќе привлечат и туристи. Повратните трошоци за оние кои ќе успеат е 60%, не повеќе од 3000 евра по домакинство. Пензионерите и социјалните случаи од руралните средини во Македонска Каменица од денеска се возат бесплатно. Проектот почна успешно и без проблеми, а пензионерите се задоволни на чие барање и се реализира бесплатниот превоз. Пензионерите и семејствата од социјално ранливите семејства од руралните средини во Македонска Каменица од денеска се возат на сметка на општината. Првите падници влегоа во двете нови комбиња кои ги набави општината. Пензионерите велат дека на нивно барање секој петок, кога е пазарен ден, ќе имаат бесплатен превоз. Сметаат дека ова е едно од најдобрите придобивки за нив, за да заштетат на превоз кога одат на пазар или на прегледи кај матичните лекари. Петокот е нас најбитен, пошто секој доаѓа на пазар. Например, секој да си купи нешто што не се дома. А ако он доаѓа и четврток и среда за двајца, за тројца, ево сега, например, луѓето не знаат. Ние имаме нашето село број некаде околу 35 пензионера. Сите не знаат, не се информирани, например, на секој нема карти и тоа е оново. А во тек на времето, значи тоа ќе се го најде, ми се чини дека комбето ќе биде максимално искористено. Комбето супер, чисто, возине и јас сум задоволен. Македонска Каменица е првата општина која го реализира проектот бесплатен превоз за пензионерите и семејствата социјално ранливи групи. Едното комбе започна од Костиндол, другото комбе од Саса 2. Има интерес кај жителите од селските средини. Треба до крај да се запамети распоредот, за да го знаат точно станиците каде се и во кој временски период поминува комбето, и се надевам дека ова ќе биде еден добар проект кој што ќе биде во интерес на граѓаните на општина Македонска Каменица, но и од селските средини. Митевски вели дека двете комбиња кои се набавени од страна на општината ќе ги користат и училиштата, спортските и културните здруженија. Јавното комунално предпријатие ИСАР почна со подготовка на зелените површини за пролетно разубавување на Штип. Градот ќе добие нови цветни аранжмани, се обновува зеленилото, а ќе се поднови и урбаната опрема. Екипите на работната единица Паркови и зеленило при јавното предпријатие ИСАР започнаа со подготовките за пролетно хортикултурно уредување и разубавување на град Штип. Во централното градско подрачје денес се работеше на подготовка на жардинерите за пролетно садење на цветни аранжмани, а се кастреа и сувите гранки кои се вишок во жардинерите. Инаку, цветните аранжмани кои што треба да го красат градот, јавното предпријатие ИСАР ги произведува во сопствениот расадник. Планот е да се садат питунии, темјанушки молофи, украсно зеленило и така натаму. Нови цветни содржини ќе има и низ сите зелени површини во градот. За подготовка на садење на нови цветни аранжмани, екипите на јавното предпријатие ИСАР, освен во центарот, работеа и кај сите кружни текови во Штип. Инаку, според планот, јавното предпријатие ИСАР во градот напролет ќе постави нова урбана опрема. Од Агенцијата за катастар следнава информација. Само 100.000 катастарски парцели имаат запишани права на собственост во изминативе неколку години, остануваат повеќе од 300.000. Програмата на Агенцијата за катастар за 2017 година предвидува бесплатно запишување на правото на собственост во 31 катастарска општина. Агенцијата за катастар ги повикува сите граѓани и правни лица кои поседуваат имот во катастарските општини опфатени со програмата да поднесат барање до надлежното одделение за катастар, каде што се наоѓа нивната недвижност, и да ја приложат целокупната документација со која располагаат. Предвидените 31 катастарска општина за годинава се во надлежност на катастарските одделенија во Велес, Гостивар, Куманово, Македонски Брод, Свети Никола и Штип.
На градскиот пазар во Штип и денес богата понуда на производи, пазарџиите не ги променија цените, а граѓаните задоволни. На градскиот пазар во Штип и денес богата понуда од производи, пазарџиите не ги променија цените, но велат задоволни се од прометот. Јаболкото 25, крумичето 25, зелката 20 денари парче, крумичето младо 10 денари, морково 35, кивата 40 и 20 поститната и портокало 30 денари. Люто имаме како најпрв пат 15 денари од парче и спајнаќо 50 до 60 денари, зависи од квалитетот. Штипјани вообичаено во петок пазаруваат за цела седмица. Велат цените на производите на градскиот пазар се пристапни според македонски стандард. Купиме бананишки, компирче, моркови, јабучки. Како цените, добри ли се? Супер, супер се цените, према нашиот стандард супер се. Цените се приступачни, купи јабуки, компири, гра, ориз, зелка и така натаму. Штипјани во петок варат граф, а и купуваат граф. Граво 120, оризо 60, кикиритката свежата 150, пржена 180, 200 печената, либлибија 250 со 280, овошјето лимоно 70, бананата 55, портокало 35, кивата од 30 до 60. Раздвижено на градскиот пазар беше во текот на целиот ден. Пред спортот од културата, оваа вест во фоајето на Домот на културата Тошо Арсо во Виница од денес е отворена изложбата на слики од 14-та меѓународна ликовна колонија Карпино 2016. Виничани имаа можност да проследат дела од уметници од повеќе држави кои учествуваа на оваа традиционална колонија, чиј организатор е Сдруженијето на граѓани Мултимедијален центар Карпино. Делата се работени во класична и комбинирана техника. Делата од оваа ликовна колонија ќе бидат изложени до 20 февруари. Во делот за спорт, фудбал. Утре сабота во Штип ќе се одигра пријателски фудбалски надпревар помеѓу екипите на Брегалница и Земун. Надпреварот ќе се одигра на градскиот стадион во Штип, а почетокот е во 14 часот. Екипата на Брегалница генерација 2001 ќе настапи на меѓународниот турнир Балканика 2017 што се одржува во Сандански. Во групата со штипските сини се екипите на Партизан од Белград и Лудогорец и 13 септември од Софија. Добрите игри на квалитетите млади играчи на Брегалница се повод и причина да добијат покана за настап на силниот и респектабилен турнир Балканика 2017. Новиот традиционален турнир што се одржува во градот Сандански, Бугарија, ќе настапат 8 екипи поделени во две групи. Екипата на Брегалница е во групата заедно со Партизан од Белград, Лудогорец и 13 септември од Софија. Во втората група се екипите на Академија Пандев од Струмица, Раднички од Ниш, Ботев од Пловдив и Черно море. Тренерот на Брегалница Венцо Зафиров во составот ги има репрезентативците на Македонија до 15 години, Иван Николовски, голман кој дојде од Прилеп, инаку син на голманот Јаре Николовски, потоа Иван Николов, Коки Коцев и Методи Максимов, а експедицијата ја надополнуваат Анđело Николовски, Леон Цуцков, Иле Заов, Христијан Чурлинов кој дојде од Скопски Вардар, Давид Тодоров, Благој Бојаджиев, Маријан Пападинов, Драган Митев, Матеј Николов и Јован Манев. Турнирот Балканика 2017 ќе се одржи во градот Сандански и ќе се одвива во периодот од 12 до 16 февруари. Ете толку од студиото на Ирис телевизија за овој издание на вестите. Се што ве интересира повеќе на нашата веб страница. Благодарност за вниманието, имајте убава вечер, убав викенд и бидете со вестите и утре во редовните термини. Догледајте.